Спомене Христијан Тасевски, нашиот добро познат аналитичар кога се теми од оваа виртуелна реалност во прашање од технологијата и така натаму. Силиконска долина, добро утро, Христијан Тасевски. И во ново студио, малку е пошироко и така. Иако ти е малку подалеку од таму од кај што доаѓаш, спортски активности, пешачење. Луѓето сакаат да побегнат од земјинава топка. Христијан, еве и земјотресот во Мелбурн е можеби добра причина зашто тоа да се направи, патувањето до работ на Вселената стана актуелно и модерно, би се рекло, во последнава година. Гледам дека од Джеф Безос до Ричард Бренсон до Тесла, односно Илон Маск. Така Илон Маск и така натаму, сите се заинтересирани да летат, да полетат, па дури сега испратија и тотални туристи во Вселената, значи луѓе кои немаат ни ден искуство со летање. Што се случува? Така, здраво, Сашо. Од последното наше видување, нели, од при крајот на минатата сезона до сега па има доста случувања, ајде така да кажем, во светот на технологијата, она што е трката кон Вселената, што во суштина можеби не станува збор за Вселена, тоа е некоја граница помеѓу, нели, Земјата и Вселената. Тоа се тие летови кои што целта е да бидат комерцијални летови. Цело време како да очекувавме тоа да го направи, нели, првиот лет да го направи Тесла со Илон Маск, затоа што може беше најмногу медиумски експониран. Постојано добивавме информации како тестните летови напредуваат, какви се ситуациите, за одеднаш да се појави. Да бидеме искрени, при крајот на кога се приближува очекувањата за да се случи летот, веќе се појави Джеф Безос со неговата компанија Blue Origin. Меѓутоа се појави како некако оценка, па тука дојдовме до впечаток дека сепак еве не бил само Илон Маск, дека има и некој друг, меѓутоа тотално изненадување беше. Немаше јавноста податоци дека тоа е стигнато при крај со подготовките. Тотално изненадување беше летот на Ричард Бренсон со Virgin Galactic, неговата компанија, што всушност 17 години работеле на развој на тоа летало, односно 17 години го планирале тој лет кој што оди до работ, нели, на Вселената. Според САД се смета раб на Вселената, нели, некои 80 на километри од Земјата, со тоа што веќе после 100 километар се смета дека се влезени во, нели, во Вселената. Над 80 километри веќе и гравитацијата го нема своето влијание. Првиот лет кој што беше од Virgin Galactic, како што спомнав Ричард Бренсон, нешто над 80 километри, некои 85-6 километри, за да 9 дена подоцна, нели, летот својот лет го направи и Джеф Безос со Blue Origin, нели, како Blue Origin, неговата компанија, со тоа што тој достигна нешто приближно 100 километри, што беше, нели, малку по-високо. Се тркаат кој повисоко, кој пониско. Да, па имаше и тоа некои прашања како се чувствувате, дали чувствувате нека компетитивност, кој прв, кој подалеку во тој смисол. Меѓутоа нивните ставови се као се знае кој е првиот астронаут, ние само се трудиме, нели, да се развиваме, да развиваме технологијата. Целта сепак на овие летови е подоцна да се комерцијализира, што е интересно. Па предпоставам дека има таква турканица. Да, веќе има и летови, што е најинтересно кај Virgin Galactic, тоа, нели, Ричард го објави. Веќе има 600 резервации, кои што се по некоја цена од $250,000. Ајде што се овие безобразно богати милиардери, сите овие спомнати, те Маск, те Бренсон, нели, и самиот Джеф Безос, кој ја е прв, ја е втор на листата на најбогати трилионери, би се рекло во светот. Туку гледам и тоа што повремено јас читам, има илјадници луѓе кои би платиле. Тие ќе бидат скапи летови во некои варијанти, се зависи од тоа што ќе се нуди, но тоа нема да биде да застане некои $200-300,000. Веројатно ќе има и многу поскапи варијанти со подолги останување и така натаму. Она што е интересно, се уплаќаат, нели, таа сума од, ајде, првични, можеби ќе одат и нагоре цените, меѓутоа првични некои $250,000, а целиот лет е нешто помалку од сат време. Што значи тоа е само издигнување на таа некоја одредена висина. Па каде што саат, тоа е ова што се тркаат и во коги, треба ова малку побрзо. Се почувствува, мислам, неколку минути само се во тој безтежински простор каде што ќе го почувствуваат
нели недостатокот на гравитација и повторно се враќаат Да, назад. уште сме во фаза на Дизниленд, би се рекло со овие работи, ќе биде Сега забава интересно за е кога сме веќе кај ова, кога зборуваме за комерцијализацијата, дека моментално се блокирани летовите, односно се стопирани летовите на Virgin Galactic, затоа што во текот на првиот лет кој што го направија, нели, сопственикот Ричард, имаше одредено поместување од траекторијата по која што треба да се движи леталото. Тоа не беше нешто кое што предизвика проблеми, меѓутоа сепак агенцијата, Вселенската агенција, ако не се лажам, одлучија да го стопираат тоа за да се истражи сепак зашто станува затоа бидејќи тоа мора да биде и безбедно. Второто што сакам да те прашам, а и немаме многу време, Христијан, мислам дека Samsung веќе не е најпредуваниот телефон, производител на телефони во светот. Што се случи годинава лето? Така, периодов имаме доста турбуленции на тој пазар на мобилни телефони и тоа може би повеќе не засега сите нас, затоа што секој од нас нели имаме мобилни телефони. Ова не се прашање од Вселената, да, кој што ни се малку по ниска една атмосфера. Сосема пореално. Со тоа што Xiaomi го надмина Samsung, кој што го држеше најголемиот колач од пазарот. Може би тоа беше очекувано, со нели Huawei во одреден момент почна да се намалува позицијата на Huawei на пазарот, беше очекувано дека некој ќе го завземе тој пазар, кај Huawei може повеќе беше политички, нели има рестрикции кон нив. Xiaomi покажа еден сосема поинаков пристап кон мобилните телефони, односно кон технологијата генерално. Прво немаат политика каде што ќе пласираат маркетинг за да издигнат некој бренд со кој што ќе кажуваат нели ние имаме премиум производи, односно нивната стратегија е да одат со некој најдобриот сооднос помеѓу цена и квалитет. Со тоа што официјалните нивни нели податоци кажуваат дека на нити еден производ не ставаат маржа поголема од 5%, што реално не може било кој производител да ги следи. Очигледно се работи за идејата масовно да се продава, а не да се продава премиум производ или на многу помала публика пазар. Да, па веројатно една од причините е тоа компанијата се појавуваат 2010 година, 2011 почнуваат со производство, нели со пуштање во продажба на мобилни телефони, без малку за 10 години стигнуваат до врвот со тоа што главен акцент им е остатокот од светот освен САД. Што значи дека од овој остатокот од регион веќе се далеку пред конкурентите и една од причините е веројатно затоа што нудат висок квалитет по ниска цена. Така, јас се обидувам да му мафнам и на колегата Дејан Андоновиќ да и тој ни се придружи на вас, бидејќи потоа ќе продолжиме со разговорите за меѓународна политика. Добро, што се гледам дека во изминатиот период нешто и заради веројатно тоа што ни се случува во Македонија, имаме големи операции кои што бараат технолошка поддршка, се работи за апликации понекогаш тие делуваат едноставно, меѓутоа се компликувани кога правите попис, кога правите избори и така натаму. Понекогаш паѓаат, па настануваат друг тип на проблеми. Што е проблемот со стабилноста на тие апликации, Христијан? Секоја апликација, јас би рекол, затоа што нели јас и со тоа се занимавам, би рекол дека секоја апликација е предизвик сама за себе. Имаме делот ова сакам да направам една генерална поделба на мислам во склоп на апликациите на функционалностите, затоа што една апликација може да ја дефинираме како склоп од функционални и нефункционални можности кои што ги нуди. А кога зборуваме за функционални, тоа е она што би требало онаа работа што би требало да ја извршува апликацијата. Во случајот еве со пописот, тоа што се гледа. Меѓутоа доаѓа момент од тој нефункционален дел каде што тука влегуваат во игра безбедност, капацитет, колку може корисници да поддржи или колку операции може да поддржи. И сметам дека можеби кај нас недоволно се обрнува внимание на тој нефункционален дел. Јас и претходно вака што сум гледал некои изјави, кажуваат дека сепак тоа станува збор за, нели, тоа се јавни набавки, па некој ќе имаме пониска цена, со тоа што би можело, еве на пример ако направиме една паралела, кога имаме некој објект, зграда или како и да е. На крај се прави технички прием
за тие да бидат пуштени во функција. Можеби некој таков однос кој што нели од нарачателот во случајот кога би била без разлика дали е некој министерство, влада, можеби би било убаво да се направи некој технички прием на апликацијата со тоа што би се утврдиле на самиот почеток дали има некои пропусти, дури и постои во светот на технологија термин кој што се вика етичко хакирање. Тоа е да направите хак, односно да ја хакирате апликацијата со цел, нели, со етичка цел за да утврдите кој е пропустот, за да го поправите. Па дури за такви етички хакери компании од светски ранг како што се Facebook, Google нудат милионски награди со цел доколку некој, нели, етички хакер утврди пропуст и тоа да го пријави. Со тоа што има повеќе начини. Едно е као тело, можеби некој кој што навистина ќе направи проверка колку е добра апликацијата, можеби некогаш е убаво пред да се пушти некоја апликација, еве и дури ние како сепак има технички лица кои што работат во приватен сектор, меѓутоа јас сум сигурен дека радо би се вклучиле еве во некое такво тестирање пред да се пушти апликацијата, било која апликација, затоа што предпоставувам дека нешто тој се прави, можеби ние не го знаеме, не се гледа, тој не треба да се види за јавноста, но предпоставувам дека компликувани апликации не се пуштаат без тестирање. Веројатно да, само знаете, малку е сомнително затоа што еве на пример почнувајќи од последните неколку апликации, пример со вакцинација, првите неколку дена имавме прво беше проблем со телефонскиот број, со позивниот, тој не беше добро сетиран, што значи имало не се тоа сериозни пропусти. Најчесто не се сериозни или со апликацијата со пописот беше известувањето, ако не се лажам, беше поради зголемениот интензитет на попишување, во одреден момент апликацијата не била достапна, па наредниот ден веќе се врати во нормал. Тие се знаете пропусти кои што се од неколку сати, меѓутоа има и пропусти, а веројатно има и хакерски напади кои што можеби не сакаат да ги објават и така натаму, а можеби за тоа се води некаква истрага, претрага и така натаму, бидејќи сега за такви крупни операции кои имат и политичко значење, како што е вакцинација, како што е попис, како што се избори, ние сме сведоци дека има заинтересирани на кои им одговора да не успеат тие операции. Христијан, благодарам, прошетавме низ 2-3 теми, тоа ќе го направиме и следната среда, вторник, како ни е терминот. Да, искрено на оваа тема, конкретно за такви disaster recovery планови, има цела наука е тоа, да речем, посебна во ова, така што би можеле конкретно разговараме во наредна прилика. Така е, да.